Охридскиот регион и неговото природно и културно наследство се од исклучително значење за нашата држава, имајќи ги предвид историскиот центар на градот Охрид, градот Струга, рибарските населби на брегот, рано христијанските духовни центри и манастири, како и над 250 археолошки локалитети кои опфаќаат период од над 5000 години. Урбаното јадро на Охрид вклучува градби и други структури кои датираат од предисторијата, антиката и досната антика, ранохристијанскиот период, раниот и развиениот среден век, османлискиот период, па се до денес. Од друга страна, Охридското езеро се истакнува како суперлативен природен феномен, како најстаро природно езеро во Европа и едно од најстарите езера во светот. Охридското езеро поседува исклучителна биолошка разновидност со голем број ендемски видови. И покрај меѓународните и националните мерки за заштита, природното и културното наследство во Охридскиот регион и понатаму се под закана поради непланираниот урбан развој, несоодветното управување со отпадните води и цврстиот отпад, промените во живеалиштата, уништувањето или осиромашувањето на природните ресурси, развојот на инфраструктурната и интензивните туристички активности. Реактивната мониторинг мисија на УНЕСКО од април 2017 година донесе извештај кој е преточен во одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО донесена на неговата сесија во Краков, Полска во јули 2017 година. Наодите на мисијата укажуваат дека целокупната состојба на зачуваност може да се смета за ранлива. И ако приоритетните препораки не се спроведат во рамките на препорачаниот рок од 2 години, тоест до 2019 година, подрачјето може да ги исполни критериумите за впишување на листа на светското наследство во опасност. Продавничката група на ВМРО ДПМН нема да го подржи ова законско решение во оваа фаза и прецизно ќе образложам зошто. Меѓутоа, пред да образложам зошто, би сакала и да расчистиме, да разјасниме одредени шпекулации кои што провејуваа во јавноста изминативе неколку денови и кои што не потребно го поврзуваа носењето на ова законско решение со проблемот со кој што се соочуваше Охрид и статусот на градот под УНЕСКО. Имено не постои никаква поврзаност со носењето или неносењето на овој закон и она што треба или требаше да го спроведе владата на Социјалдемократскиот сојуз како препораки за да се зачува или да се надмине проблемот со статусот на Охрид како загрозено културно и природно наследство. Манипулацијата во јавноста дека мораториумот на градење ќе се воспостави исклучиво со носење на овој закон е апсолутно неточна, затоа што мораториум на градење во Охрид, не само во Охрид, во Струга, во Дебарца, значи во целиот регион, можеше да биде донесен без никаков проблем од страна на владата вчера, завчера, пред една недела, пред еден месец, уште при првата препорака која што ја добивме од УНЕСКО. Така да, точно е дека со стапувањето во сила на овој закон има член кој што предвидува мораториум, меѓутоа не постоеше пречка досега да биде донесен мораториум, не постоеше пречка досега да биде изработен инвентар на дивоградби, да биде спроведена анализа кои дивоградби треба да бидат срушени, дали се тоа 10, како што вчера изјави градоначалникот на Охрид, не знам врз основа на која анализа, дали се 30, дали се 400, дали се 900. Овој закон кој е лекс специјалис треба да биде усогласен, хармонизиран целосно со останатите закони кои регулираат различни сфери. Тие закони се многу, тие закони се набројани во самото предлог решение, тие закони беа ставени во претходното законско решение и усагласувањето, односно хармонизирањето на ова законско решение со сите
капацитетот на институциите на локално и централно ниво, свеста кај граѓаните, политичката волја на крајот на криштата, помошта која мора да ја бараме од УНЕСКО, ако веќе го пропуштивме механизмот да не стават на листа на загрозено наследство, во тој случај помошта сега мора да ја бараме и претпоставувам дека владата веднаш ќе постапи така и дека работи во таа насока, затоа што ние очигледно не можеме без странска помош, странска експертска помош во однос на управувањето со Охрид и Охридскиот регион. Тоа се вели и јас би сакала овдека да побарам и од заменикот министер на култура да ни достави документација за, претпоставувам дека, представник на Министерството беше присутен во Баку, да ни достави некаков извештај што, како практично се воделе сите овие дискусии